Добро вечер. Ова е новото издание на емисијата за македонските работи. Вечерва имаме особено интересна тема, значајна тема, а тоа е 115 години од раѓањето на македонскиот поет Коста Солев Рацин. За оваа тема денеска мој гостин е професор доктор Славчо Ковиловски. Добро вечер, Славчо. Добро вечер. Ти си ми колега од Институтот за македонска литература и не е прв пат темата да ти биде на твое проучување или на твој интерес Рацин. Но пред да одиме на она што е наш повод за нашиот разговор, да ја информираме публиката за она што се случуваше вчера во Институтот за македонска литература. Вие посветивте еден ден, една научна трибина за македонските преродбеници со оглед дека оваа година се повеќе јубилеи или од раѓање или од смртта на наши значајни историски дејци. Знам дека имаше твој реферат, исто така од професор Миронска, од колешката Марина Цветановска и колешката Сарита Трајковска, мислам дека Трајанова. И Трајанова. Значи, сепак посветивте внимание и ми сакала, ете накратко, за македонските преродбеници, она што беше главна тема вчера. Да, така, ти благодарам уште еднаш, Наташа, за поканата. Се погодува во вистински момент, еве, и за книгата што сакаме денеска да зборуваме, меѓутоа и за вчерашниот научен собир што го имавме, кој што беше насловен Македонски преродбеници, организиран од Институтот за македонска литература од Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методи, во кој што имавме чест и моје задоволство беше, бидејќи прв пат како целосно, комплетно одделение за македонска литература 19 век, можевме да организираме и да учествуваме, да направиме еден ваков собир во кој што ќе чествуваме познати македонски преродбеници, просветители од овој период, меѓу кои Григор Прличев, Јосиф Ковачев, јас зборував за Ѓорѓе Пулевски, имаше, значи, Славка Динкова, да не ја заборавим, имаше повеќе Теодосиј Синајцки забележав. Апсолутно. Партени Изографски, мислам дека му посветивте внимание. Многу поводи се имаше. Една синтеза за сите овие направи професор доктор Валентина Миронска, значи јас зборував за Ѓорѓе Пулевски, колешката Марина Цветановска зборуваше за Григор Прличев, интересен настап имаше и доктор Сарита Трајанова, која што фактички даде еден преглед на сето она што се работело кај нас на Институтот за 19 век. И подготвувајќи се за темата за настапот, таа беше изненадена, рече, навистина, вие сте работеле. Значи, така едно мало погалување на егото, меѓутоа, навистина ние како одделение за македонска литература од 19 век се трудиме да дадеме свој придонес во постојано потсетување на научната јавност за постоењето на некои подзаборавени личности, меѓутоа и со откривање и презентирање на нови автори, дела, значајни личности, процеси, кои што, не биле поради некои причини познати за македонската поширока јавност, па и потесната стручна јавност. И се трудиме колку што можеме, барем она што ни е наш предизвик да го презентираме и во вид на книга, меѓутоа и како научен собир, како вчерашно што беше. Одлична работа направивте, имаше нам интереси од нашите колеги, иначе да кажам дека ти си мој колега историчар пред се, кој иако е историчар, меѓутоа се занимава посебно со книжевноста на 19 век, но секако и она што е прва половина на 20 век. Колку што знам, не е прв пат да работиш на темата Рацин. Своевремено знам дека го работеше и документарниот филм за Кочо Рацин. Документарниот филм Кочо Рацин е работен според мој сценарио. Така. И повторно се соочувавме со тие предизвици што да се каже, што да не се каже. Бидејќи таа тема
Рацин е толку голема што еве самата научна дисциплина може да се нарече рацинологија. Значи, Апсолутно. посветено е толку многу внимание на Рацин и секогаш има нешто ново да се каже, да се погледне Рацин од различен аспект. Вечерва ми ја донесе книгата од професорот Горан Калоџера, Поглед одстрана, Рацин, 1908 година, 1943 година. Преводот од хрватски на македонски јазик е твој, и воедно ти подготви еден предговор на ова книга на професорот Калоџера и ние го поздравуваме професорот и би сакале што поскоро да го видиме во Македонија, бидејќи чинам дека тој е еден од најдобрите македонисти не само во поранешниот југословенски простор, туку и на Балканот. Сега, честопати ми забележуваат гледачите дека не го соопштувам издавачот или каде може да се купи оваа книга. Значи, оваа книга е подготвена од Македоника Литера и ќе може да биде да се продава, да се купува во македонските книжарници. Во книжарниците, не е само во... Ова е, значи, ние, еве, во овој момент вие држите тази производ. Значи, што туку излезен од фурната, од печатница, и се надам дека во најскоро време ќе биде достапен во македонските книжарници, во издание, кажавте, на Македоника Литера. Што се однесува до професорот Горан Калоѓера, ова не му е прва книга со која што јас се занимам, која што го преведувам. Во контекст на мојата работа на 19-тиот век ја преведов со поговор на професорката Миронска Христовска, македонска 19 век. Одлична од хрватски на македонски јазик, во кој што прави комплетен пресек на сето она на културно-историските процеси што се случувале на македонска територија во 19 век, додека неговиот научен интерес, сега ќе си земам право да зборувам во негово име, бидејќи самиот е потписник на книгата, преко 19-тиот век и браќата Миладиновци, Георги Капчев се движи некаде до Кочо Рацин, и хрватското издание од 2021 година, значи и сегашна нова книга, релативно нова појавена на пазарот, и во контактите што ги имавме со него, и во самиот предговор, самиот тој наведува дека после повеќе години повторно му се навраќа на Рацин. И повторно открива некои работи, гледа од друга перспектива, погледнува со други очи, поминати од пред 20-30 години. Што значи, Рацин повторно го преоткриваме со секое ново читање, штом се даеме на мала временска дистанца. И ова не е типична монографија. Професорот Калоѓера наведува дека нема да се сконцентрира на давање пусноти и извори, бидејќи тие во вакво издание како што е сега се непотребни, дека ќе го оптовара текстот. Целта му е да допре книгата до што поширока јавност, за да може било кој што сака да стекне основни податоци како за неговиот живот, така и за неговото творештво да биде лесно читлива. И стилот му е таков. Едноставно, Калоѓера е доволно речив за да склопи добри реченици кои што така можат пошироко да се прифатат од читателите. Забележав дека Рацин е сепак, иако е мала по страници, но најверојатно е доста силна по своето значење, е представен и како интелектуалец, и како поет, и како романсиер, и како публицист, критичар, полемичар, тоа ни историчарите особено го знаеме, собирач на усмено народно творештво и така натаму, но ми остави впечаток една негова забелешка. Рацин е најчесниот и најчеститиот македонец во периодот меѓу двете светски војни. Да, Калоѓера тоа постојано го тврди,
како што го тврди дека Рацин е најпознатиот македонски книжевник воопшто кој што е преведен и кој што се чита во Хрватска. Бидејќи посатнели повеќе генерации македонски автори, сепак најголемото внимание од секогаш му се посветувало на Рацин, поради неговата социјална лирика, поради неговото постојано присуство на хрватскиот простор со нагласка дека збирката Бели Мугрин или неговото најпознато дело е печатено токму во Хрватска, во хрватскиот град Самобор, на неколку километри од Загреб. На неколку. И се уште постои таа, значи македонците во Хрватска секоја година си организираат денови на Кочо Рацин, се собираат во Самобор, организираат свечености, се празнува денот. Јас бев во 2 наврата повикан таму како гостин, како учесник и како презентер на неговото дело. Бев воодушевен со каков ентузијазам се одбележува денот на Рацин, колку му се посветува внимание. За тоа голема заслуга имаат македонските заедници, друштва во Хрватска, кои што инсистираат и бараат разни средства и ги добиваат од хрватската влада, кој што им излегува во пресред во одбележување на овој празник. Така што, сме имале среќа да имаме и Кочо Рацин да издаде збирката, меѓутоа имаме среќа што имаме и еден толку силен македонист и ми се чини дека во моментот и единствен доволно силен на перо за да пишува студии и монографии на македонски теми, и тоа е тоа што ме радува. Кога ќе видиме странец како не перцепира нас македонците, бидејќи ние често пати знаеме да бидеме и зајадливи едни кон други. И сега малце скокнам од тема, меѓутоа ми паѓаат на памет едни негови зборови во книгата Македонска 19 век, во кој што полемизира со македонските историчари, велејќи, сега ќе го парафразирам, доста те луѓе се жалите, направено е, дека не е направено доволно во 19 век во област на книжевноста, револуцијата, културата. Со оглед, вика, на општествено-политичките услови кои што владееле кај вас, вика, во тој период, вие не сте направили малку, вие сте направили и повеќе од колку што можело да се направи. Така што тој афирмативен тон што провеува, меѓутоа доста реалистичен во неговите книги, се поклопува со сите наши досегашни проучувања дека и Рацин и македонскиот 19 век не се празни, туку напротив има што да се проучува и допрва треба да им се посветува што поголемо внимание. Книгата е концепирана така што да може да се следи и биографскиот дел, но и творештвото на Рацин. Ние како историчари знаеме да кажеме често пати дека 1908 година е годината на младотурската револуција, така што Рацин почнува да живее со таа слобода и братство и единство што го бараат младотурците. Детството го минува во виорот на војните, од 1912 до 18 Македонија е постојано во војни, не по своја вина, меѓутоа е центарот, средиштето на војните, и веќе од 1918 година Рацин го почнува оној младешки живот во кралството на србите, хрватите, словенците, односно кралството Југославија. Ајде накратко, кој е Кочо Рацин и како стана баш да биде Рацин? Вака кога ги кажавте овие работи, е роден во време на младотурска револуција и до 1918 година, сега ми се појавува еден брейнсторминг на идеја дека почетокот на животот на Рацин и крајот се во војна. Апсолутно. Значи имаме 10 години први на осозревање, на осознавање години на бури во Македонија. Да. Витли војни од 12 до 18 во бури, во време кога човек се создава како
како човек. Се очовечува индивидуата. Детето прераснува веќе во маж после 18-та, нели, 1918-та, и така го завршува во бурен период животот, не само во војна, меѓутоа ние треба да ги знаеме и условите во кои што се нашол Рацин, не само како партизан со неговата смртна лопуштина, меѓутоа треба да го знаеме и моментот дека долго време бил игнориран, односно под притисок од самата Комунистичка партија на Југославија и Покринскиот комитет на КПЕ за Македонија. Едноставно бил екскомунициран од партијата, со што повторно му се загрозил животот и интегритетот личен. И целиот тој склоп на околности, војни, го имате изградено како представник на народ, кој што може би единствен во тоа време вистински со перо во рака ги опишува маките на печалбарите, маките на занаечиите, маките на еден запустен македонски град меѓу двете светски војни како што е Велес, бидејќи тој период е на комплетно осиромашување на таа слаба македонска, онака осиромашена македонска граѓанска класа, дополнително била дотепана со условите во кои што се нашла за време на тоа кралство Југославија, односно кралство Југославија, и тој тоа го опишува во своите песни. Не само што го опишува, тој го гледа, го доживува. И затоа неговите творби се така експресивни. Доколку човек не го доживее нештото искрено, доколку не го види, не го почувства со самото свое срце, ми се чини дека како автор тешко може да го стави на хартија и сето тоа така да го пренесе за тие негови стихови да звучат понекогаш и морничаво, меѓутоа ситуацијата била таква каква што била, Рацин тоа што го гледал го ставил на хартија. Инаку по природа бил релативно весел човек, го сакал животот. Познати се еден куп негови епизоди за неговите патувања, неговите авантури низ Хрватска и низ Белград. Бил и романтичен, ајде да ги спомниме двете негови љубави. Бил љубовџија. Не биле само две љубови, имал многу повеќе љубови. Што често пати ќе ги прочитаме во книгите. Да. Значи, ете, уште еден момент, според тие две негови љубови, тој го зема своето име. Така. Зема нивните имиња како своји псевдоними, односно се поврзува со нив и на таков начин. Да. Првата, нели, Рахилка Фирфова, Раца, по кој што и го овековечува нејзиното име, останува за секогаш познат како Рацин, Кочо на Раца. Другата е Невенка Војќ и во нејзина чест го зема Невен Пејко. Да. Псевдонимот. Тие две негови љубови му имаат оставено силен впечаток и во карактерот, и во самата личност, и како со никој не успел подоцна да се поврзи. Иако, сепак, ќе напоменам дека иако е познат, најпознат како Рацин, според Рахилка Фирфова, сепак ми се чини дека неговата вистинска љубов, најголема љубов била Невенка Војќ, со која што бил изградил партнерски однос и во приватниот живот, меѓутоа и преку активностите во Комунистичката партија тогашна на Југославија. Да, особено што таа комунистичка идеологија тој ја учи изворно во затвор од најголемите југословенски комунистички представници. Да, нема подобар начин да научите во тоа време, да научите идеологијата комунистичка таква каква што било во тоа време, напредна, во затвор. Сите најпознати комунисти, идеологијата комунистичка ја учеле во прогонство, во затвор и се граделе читајќи. И тоа го разликува од другиве овие приучени, да речеме. Апсолутно. Не, комунистички представници. Тука не станува збор. Рацин бил најучениот од сите тие приучени, како што кажавте, комунисти кои што
земале една книгичка, две книгички се повикувале на нив. Видите, Рацин не учил само комунизам. Рацин, неговиот интерес е толку широк, така што поврзал фолклор со социјализам, со филозофија, со сите напредни движења кои што можеле да помогнат Македонија да се реализира како посебна независна држава и македонците да им се внуши идејата дека се посебен народ кој што поскоро, час поскоро треба да формира своја независна држава. И сега, ние го знаеме Рацин по Бели Мугри. Меѓутоа, јас Рацин повеќе го користам како историчар. Да, тоа сега ќе спомнев. Многу ми е поблиска публицистиката негова. Апсолутно. Рацин е автор на неколку текстови кои што се однесуваат на богомилството. Да. И замислете, после 70-80 години од тие објавувања, тие остануваат како едни од главните извори на кои што се повикуваат македонските и балканските авторитети што го проучуваат богомилското движење. Тој кажува дека студиозно работел, Дрговицките богомили, например, студијата негова е врвна во однос на материјалите што ги имал на располагање, меѓутоа и во однос на неговото размислување што представува богомилското движење. Тој на него гледал како на народно движење, еден вид како што се надело дека ќе биде комунистичко движење, бидејќи тие се собирале, се здружувале. И во таа гледна точка Рацин е генијалец на проследување и проникнување на процесите и појавите и во средниот век, и во 19-тиот век, и во 20-тиот век. Тој гледа една цела низа поврзаност на настаните, зошто и како се случуваат. Особено, сега ќе те прекинам за кратко, за историјата. Какво е неговото видување, ако се сеќаваш, има еден дел, еве сакаа да ни ја одземат и историјата, за да ние немаме наше минато, а ако немаме наше минато, тогаш ќе значиме немаме за сегашност. Тој повикувањето на попот Богомил, богомилското движење, наведува дека тој изворно македонско движење. Му се ослобува од попа Богомила, како да бил негов најблизок пријател, па може да го ослови на најпријателски можен начин. И повикува, богомилството е производ на македонскиот слободарски дух. Нема друг човек кој што во тој период ќе го истакне тоа, и за жал, поради некои подоцнежни настани, ја платил крајната цена, поради тоа негово строго, нема да кажам македонистичко, туку македонско гледиште. Значи, Рацин се занимава со филозофија, се занимава со историја, меѓутоа се занимава и со фолклор, како на најчист производ на македонскиот народ. Бидејќи во фолклорот најтешко продираат пропагандите, најтешко се замешуваат и најтешко допираат странските јазични пропагандни. Таму е конзервирана таа народна меморија, тоа цело народно творештво и знаење и сеќавање. Сега кога го спомна тоа, ми текнува една одломка меѓу Рацин и Владо Малевски во Белград, чинам, кога Рацин цело време е во Белградската библиотека и ги чита браќата Миладиновци, поточно зборникот, и во еден таков налет на воодушевување од народното творештво, се среќава со Владо Малевски и му вика: еве деновиве ги читам твоите стружани. Да, кажав, претходно спомнав дека Рацин го живеел животот, му се радувал на животот. Значи, со сите лоши и добри страни ги чувствувал, значи, покрај како голем емотивец, бил влюбеник во таа народна македонска поезија и одржал контакти со тие македонски
поети со авторите од македонскиот литературен кружок особено, да. Да. Така што не му била непозната ни реториката, ни поетиката на останатите македонски автори и успел сите тие во одреден момент да ги надмине како еден од основоположниците на македонската литература. Тука ќе спомнам и Коле Неделковски, целиот Никола Вапцаров, меѓутоа и многу премолчуваниот и конзервативниот, контрадикторниот Венко Марковски. Цела таа групација во тоа време действува и мисли македонски. Подоснежните настани кои што се случуваат само потврдуваат колку Кочо Рацин бил во право, колку цврсто газал со идеите за автономна македонска идеја, бидејќи тој доаѓа и во судир со подоснежните комунистички Ајде тоа ќе го кажеме, тоа сакав да те поттикнам со оглед дека ние го познаваме Рацин како една широка личност во своето филозофско размислување. Мислам на целокупното негово творештво и размислување, една таква личност наобразована, кога се среќава со луѓе, јас би ги рекла, идни апаратчици. Не били тие идни, тие од секош биле апаратчици. Да, тие биле, меѓутоа после државните функции ги освоиле. Сега партиските, а после и државните. Така оди тој процес најчесто. Така оди тој процес. Преку Рацин ние сега и ќе ги запознаеме и останатите што не гледаат како одат работите во историјата. Да, тие ми се допаѓа тој терминот апаратчици, бидејќи тие апаратчици се најчесто се појавуваат од најмалите функции. Да. И се препознаат од најмалите функции. И како расте партијата, моќност на партијата, така растат и нивните амбиции. И во еден момент стануваат извршители на судбините на мноштво народ, ни криви ни должни, кои што не се совпаѓаат со зацртаните идеи од оние горе, што им се наложени. Да. И Рацин настрадува во такви услови. Тој имал, например, идеја за за создавање на македонска граматика. Собирал зборови македонски кои што би можеле да влезат во идниот речник, граматички фондови, значи собирал македонски зборови, нешто што не им се допаднало. Народното творештво, кое што е цело време со него. Тоа не можеле во тој момент да си го дозволат тие луѓе, наметнати, значи, постојат два типа луѓе со кои што Рацин дошол во судир. Едните биле надворешни. Тие се дојденци од по иницијатива, по наредба од врвните редови на тогашната комунистичка партија, доаѓаат од Србија и од Црна Гора. Да. Тоа е едните луѓе кои што далечни им се тие македонски стремежи за слобода и кои што можеме да ги разбереме. Ајде да кажеме, можеме да разбереме. Она што е фрапантно, што зачудува, што на нив им се приклучуваат една поголема македонска група кои што го живеат истиот живот како Рацин дека во Македонија во тогашна Македонија, односно Вардарска бановина. Вардарската бановина, да не ја забораваме. Да не ја забораваме, така. Така да се уште нам не забележува дека нашата историја подалеку од Вардарската бановина не може да оди. Се тоа производ на тие луѓе кои што во одреден момент ги занемаруваат потребите на македонскиот народ. Ги занемаруваат македонските идеи на сметка на идеи кои што во тој момент се неприфатливи. Значи, за да се направи една идеја македонска да биде, за да се реализира во рамките на една поширока југословенска заедница, вие не можете да ги прескокнете чекорите кои што се потребни за да се формира држава. Ке спомнам. Значи, за да имате прво, како да го кажам тоа,
за да не звучи грубо, прво мора да имате граѓанска свест. Државата се гради преку институциите. Национални, првенствено ќе ги кажам. Тоа се универзитетите, телевизиите, вестниците и, ќе ги кажам, нашите институти за национална историја, за литература, за фолклор, за старословенска култура од природ и за јазик. Така. Да. Тие институции треба да бидат носители на македонската наука, која што ќе создаде база врз која ќе се гради идната македонска државност. Времето во кое живее и твори Кочо Рацин е време во кое што македонциве ние немаме никаква институција. Што е најлошиот момент е тоа што во 1767 година е укината Охридската архиепископија. И од тука ни почнуваат сите проблеми. Ние немаме една институција на која што можеме да се повикаме, на која што можеме да се ослониме. Значи немаме црква, немаме кодифициран јазик, немаме држава, немаме ништо и сепак наоѓаме сила да се бориме. За народно творештво, прво имаме народно творештво, така е. За народно творештво, меѓутоа ќе спомнам лошиот момент што тие пропаганди од страна успеваат да навлезат и да го развијат тоа македонско ткиво. Така и овие луѓе, парачици да ги наречеме од 30-тите и 40-тите години, го примаат тој југословенски идентитет пред македонскиот. Значи, вие не можете да бидете првин, сега ќе зборам пошироко, првин европеец, па балканец, па македонец, пред мора да бидете македонец, па југословен, па бидете по тоа што сакате. И тоа идентитетот се гради од дома. Што имате здрав идентитет, вие ќе изградите држава. И ќе биде полесно и покрај сите притисоци што ќе ги имате и од страна. Да. Затоа реков неспојиво ми е како лик, како појава, како историска значајна фигура, Рацин со сите тие него што го обкружувале и што му дозволиле да се врати во партијата, а од тука и да влезе во народно-ослободителното движење. Прашање колку му дозволиле. Колку му дозволиле. Тоа е прашање колку му дозволиле, бидејќи да не забораваме, Рацин е авторитет. Со појавата во 1939 година, на Бели Мугри, тој книгите што се отпечатени во Хрватска по илегален пат се пренесени во Македонија. Точно. И се читаат. Тоа е првата збирка толку широко распространета, напишана на македонски јазик. Дури станува популарна литература. Апсолутно. За младата генерација. Апсолутно. И се повикуваат на него. И сега вие тој човек едноставно не можете да го игнорирате. Колку и да не го сакате, не можете да го игнорирате во таа општествена констелација. Така што тоа повторно, наводно повикување назад во редовите може да се толкува како обид да си го испере образот тогашната комунистичка партија, односно Покиринскиот комитет нели на Македонија. Или пак крајност, ајде како теорија на заговор, можеби со крајни идеја да се случи тоа што конечно се случило. Да. Едноставно да го тргнат човекот, бидејќи навистина почнал да им смета. Тоа се веќе размисли за кои што треба повторно да се поведе внимание, иако факт е дека Рацин е жртва на негово недоразбирање со поширокото раководство на партијата. Тоа е факт. Да. Кажи ми, овдека забележа, и на почетокот ти ми спомна дека овде има прилично емоции, изнесено приличен еден читлив текст. Забележувам дека е концепиран онака како што и предпоставувавме дека ќе биде. Имаме во овет од самиот автор, од професорот Калоџера, имаме за Рацин Хрватска и Хрватите. Потоа имаме анализи, публицистиката, што е особено интересна. Мислам дека и до сега не е работена како посебна тема публицистиката на Рацин,
Јас знам само една матурска работа. Подработувано е, Аха, меѓутоа не онака како што би онака сакал. како што би требало. Подработувано е, не онака како што сакаме и мене тоа што ми израдува во книгава е тоа што Калоѓера на моменти знае да пресече. Да каже, Рацин му се восхитуваме за ова, за ова, за ова. Меѓутоа, овој дел од творештвото на Рацин го сметам за слаб. И така тоа отворено, самоуверено го кажува, што значи дека го владее материјалот, меѓутоа има и став. Оно што ние понекогаш како македонци ние знаеме романтичарски да гледаме, Рацин, па да знаеме да прогледаме и да не чини нешто низ прсти, кај Калоѓера тоа го нема. Кажува, ова е добро, ова е лошо, ова е добро, ова може да помине. Во некои моменти вели Рацин за македонски прилики е извонреден, меѓутоа некои делови не би поминале во Хрватска, например. Делови од неговото творештво. Некои би поминале фантастично, делови не би поминале, меѓутоа за македонските услови, за Македонија, тоа се значени, треба да се почитуваат. Забележувам дека се ставени и песните кои што се надвор од збирката Бели Мугри. Го анализира целокупното поетско творештво. Целокупното поетско творештво, сета публицистика што ја пронајдена и коментира. Постојано, значи, компаративно работи на проблематиката, што е добро. Се повикува на хрватски извори, што е исто така за нас добро. Исто така, да, значајно. И се повикува на непознати моменти од животот на Рацин во Хрватска и ги набројува таму со име и со презиме кои автори му влијале на Рацин, за да биде... Да ги спомнеме тие, бидејќи не така секој ги знае тие работи. Една одломка барем. Тоа можат сега, јас не би зборил во овој момент. Се извинувам за книгата, бидејќи со издавачот ки се надевам дека ќе имаме промоција. Може би е прерано да кажам, меѓутоа очекуваме Калоѓера некаде напролет да дојде овдека и да ни го раскаже сето она што ние сакаме да го слушаме и она што мене особено ме интересира да ни го каже она што не сакаме да го слушаме. Така е. Од тоа што сакаме можеме самите да си го кажеме, меѓутоа добро човек од време на време да не потсетува да знаеме до каде сме. Кажи ми, што друго ти остави особен впечаток од целава оваа работа? Што ми остави? Јас бев препон со впечатоци, сакам да работам со Калоѓера. Сакам да ги препрочитувам неговите дела. Еве, втора книга како што ја преведувам и прва книга во која што пишувам предговор. Печаток ми отвора отвореноста на авторот, конкретно за нови идеи и за поинакви гледишта од оние стандардните македонски книги што ги имаме. Она што ме разжалостува е тоа што во овој момент, кажав, е можеби единствениот македонист кој што се занимава со вакви работи. Значи, ние имаме македонистички центри, или во Турција, имаме во Словачка, имаме луѓе што се занимаваат и во Русија, во Полска, така. Меѓутоа, никој не си зема доволно за храброст, како да го наречам тоа, цел не добива за да земе една тема и да се посвети комплетно на македонистички теми. Во овој момент само тој човек е кој што работи и кој што објавува книги на македонски теми и се надевам дека како доаѓаат новите генерации со тие лекторати, семинари што се организираат, дека ќе се поттикне интересот. Значи, тоа треба покрај самите институции како семинари, меѓутоа треба и ние самите како научни работници да поттикнеме, да најдеме. Иако индивидуалецот не може ништо да направи, сепак тоа треба организирано да се прави. Се надевам дека во иднина Горан Калоѓера нема да биде најмладиот македонец на 70 и кусур години. Да. Бидејќи се ближиме кон крајот, само една завршница.
Рацин кој што ни ја подори збирката Бели мугри, или песната Тутуноберачите, Копачите, Денови, Наструга дуќан да имам, Татунчо и така натаму. Се прашувам, што ќе беше таков еден Рацин или каков ќе беше тој Рацин ако не видеше нас сега во денешниве дни, човекот кој што пишуваше за значењето и на Илинденското востание и за многу нешта кои што се премногу актуелни, и мислам дека само годината треба да ја скриеме за да содржината наликува на нашите дни, а не на неговите. Мене ми е страв да помислам што би кажал тој во денешни денови. Кога проследував неговиот животен пат, како се одвива преку апсењето во Словенија, преку поминувањето во затвор во Сплит, тие тешки денови што ги поминува таму и тепан измачуван од југословенските власти, зошто е комунист, кој ќе ми текне дека бил, пазете, југословенски представник надвор од Југославија на конгресот во Дрезден. Во Дрезден, точно. Значи, бил силна личност, бил начитана личност. Значи, јас се сомнам дека некој потрчко или апаратчик, партијата во тој момент, во раните моменти на постоењето, би испратила некого во странство за да го представува и да биде нејзиното лице пред целата светска, тогаш напредна комунистичка јавност. Така што сето тоа знаење собрано во Рацин, тој го искористил и во публицистиката, и во поезијата, меѓутоа и во собирањето на народни умотворби, и во идното создавање на македонска граматика. Сега да биле условите подобри, да имала поблагопријатна атмосфера, јас верувам дека тој денеска ние би читале томови на веќе објавено творештво на Рацин. Вака, задачата на книжевните историчари е да ги соберат тие расфрлани делчиња натака навака во повесниците периодиката и така да ги соберат и да ги објават како книгички. Веќе се објавени повеќе томови од Рациновото творештво и биографија, меѓутоа сето тоа е објавено по неговата смрт. Бели мугри е ремек делото со кој што започнува новото поглавје од современата, односно модерната македонска литература. Славчо, јас ти благодарам за вечерашниот разговор. Рацин е навистина прекрасна тема, моја слаба точка морам да признам. Меѓутоа, мислам дека ќе имаме повторно можност да се видиме и повторно да разговараме на вакви или слични теми. Да, има што многу да се разговара. Ние толку е широка темата, ние се задржавме само на некои аспекти од животот и дејноста на Рацин. Јас ќе спомнам дека сека година се одржуваат во Велес Рацинови средби. Штета е да се промаши, да се пропуштиат како манифестација, меѓутоа и штета е на една дневна прошетка до Велес да се прошета, да се појде до куќата на Рацин. Жалосно е што Рацин, ќе спомнам, е закопан во заедничка гробница, што нема едно негово посебно индивидуално обележје, иако тоа е релативно стварливо со денешната апаратура што имаме со ДНК проверки, сето тоа може да се изведе, меѓутоа треба да се направи една иницијатива, сето тоа да се реализира и да се најде едно место, индивидуално место за Рацин, како негово вечно почивалиште на кое што ќе може да се посетува, ќе не биде наша, да кажеме, една мека, каде што ќе можеме едноставно да ги читаме и да се подсетуваме на стиховите на Рацин. Славчо, ти благодарам. Ти благодарам. Се гледаме во некоја слична прилика. Драги гледачи, до следната недела секое добро. Добра ноќ.